Во демантот се вели: на протестите што се одржаа на 25 јануари оваа година од страна на Сојузот за еднината во Кочани не беше искажана ниту една лага или ноторна невистина, како што кажува во дел од демантот градоначалникот во заминување господинот Радко Димитровски. Дали е политичка манипулација или невистина искажаното од страна на актуелниот пратеник и кандидат за градоначалник господинот Миле Андонов, нека оценат граѓаните одговарајќи сами на прашањето. Дали данокот на имот кој го плаќа секој граѓанин на општината Кочани од 2010 година па наваму не е зголемен за 5 пати, односно ако во просек плаќале по 300 денари до 2010 година, дали овие последни 2-3 години во просек не плаќаат од 1200 до 1500 денари за данок на имот? Дали секоја фирма активна или во мирување не плаќа фирмарина од 1500 до 4000 денари? Лесно е да се манипулира со граѓаните, но уште полесно е да се осознае вистината, потоа кој колку плаќа и зашто денес. Зошто нема одговор за 3 милиони евра повеќе собрани пари за овие 3 години и што добија за возврат граѓаните на општината Кочани од овие пари? А за волонтерите 25 на број и 25 со договор за работа, вкупно 50 на секој граѓанин му е јасно колку се тие вклучени суштинската работа на локалната самоуправа, а најмалку во легализација на дивоградбите. Ова се прашањата за одговор за да се каже вистината, се вели во демантот на пратеникот и кандидат за градоначалник Миле Андонов.